Матеј 5.3 гласеше: блажени се бедните во дух, зашто е нивно Царството Небесно. Рековме дека ова беа почетните зборови на Исусовата проповед на гората на блаженствата. И рековме дека оние кои што се благословени, не е ништо погрешно да кажеме дека се срекни, но нивната среќа произлегува од тоа што заземаат една привилегирана позиција како приматели на Божјата благодат. А рековме дека бедните по дух се кои? Оние кои што се чувствуваат духовно банкротирани, да кажеме така, во смисол дека немаат што да му понудат на Бога. Кога немаат своји собствени средства со кои што би можеле да си ги наплатат своите духовни долгови, а духовните долгови се навистина огромни и не постојат средства со кои што ние можеме да ги отплатиме. И како такви доаѓаме пред Бога со празни раци. И единствено што можеме да го помолиме е да побареме милост од Него. И ова е многу битно, како што кажавме, ова е прв чекор, затоа што, знаете, ако не сте бедни по дух, ако ја немате таа понизност, ако не ја сваќате својата состојба пред Бога, тогаш не можете да бидете приматели на следните благослови, блаженства. А таа бедност, минатиот пат ја видовме и преку оној, би рекол, можеби добар приказ на цариникот и неговата позиција во синагогата, кога се молел, наспроти фарисеот, кој што гордо настапувал, фалејќи си со своите дела, се тоа на што го правел. Цариникот рекол едноставно: Боже, биди милостив спрема мене, грешникот. И навистина, ако ја сватиме својата состојба, како грешници пред Бога, немокни да било што ние направиме од наша страна за да ни се простат и отстранат гревовите и со тоа нели да добиеме и спасение, навистина тогаш е проблем, знаете. Спасението е едноставно дар. Ние не можеме ништо да сториме во врска со тоа. И кога така празни доаѓаме кај Господа, тој едноставно празни, нели, оставајќи ги гревовите, кајќи се, тој не оправдува и не прави праведни. Едноставно, како да никогаш не сме сгрешиле, ги отстранува гревовите од нас и како да никогаш не сме сгрешиле. Не оправдува не заради некои наши заслуги, туку заради неговите, заради Христовите заслуги. И ова, ако не го разбере христијанинот, тогаш сите негови следни чекори ќе бидат погрешни. Значи, таа бедност на духот е почетна, но многу битна точка, да се свати дека ние немаме никаква наша праведност и сета наша праведност, како што вели Исаија, е како нечиста облек. Христос е нашата праведност, тоа го кажува и Павле во своето прво послание до Коринќаните, 1 глава 30 стих, кој што стих гласи: од Него сте и вие во Христа Исуса, кој, значи Исус Христос, ни стана мудрост од Бога, праведност и осветување и искупување. Господ Исус Христос е наша мудрост, наша праведност, наше осветување, наше искупување, наше се всушност. Имајќи го Христа, имаме се.
И сега следниот чекор, или следното блаженство во 4 стих од Матеј 5 глава гласи: блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. И сега површно некој ќе рече: оваа проповед се однесува на плачковците. Но ќе видиме за каков плач станува збор овде. И она што е револуционерно, нели кажавме, Исус настапува во оваа проповед и кажал толку многу работи кои што едноставно биле несватливи за тогашниот народ. Како тоа, имајќи предвид дека блажен значи да си среќен, како тоа е блажен, односно е среќен оној кој што тагува? Има ли тоа смисол? Една работа која што мора да се примети кога се имаат предвид блаженствата е тоа дека тие се поврзани меѓу себе, како еден синџир. Не може едно без друго. И кога станува збор за беден по дух, тој е истиот човек кој што и тагува или плаче. Невозможно е да оној кој што е горделив, налик на фарисеот пак, да има еден ваков став, еден ваков дух. Да плачеш заради греот, да плачеш заради она зло што си му го сторил на ближниот или... Значи, тоа е едно длабока емоција, ќе видиме подоцна. Тоа е кога човек ќе го свати гревот во суштина, каков е, како што Павле вели во Римјаните 7 глава, и тој не бил свесен, нели, на почетокот, додека токму како и секој фарисеј гледал на законот и на гревот, меѓутоа, потоа се нашла во ситуација да се види како прекумерно грешен. Тоа е гревот, колкав и да е. Значи, не е тоа тривиална, небитна, едноставна работа, туку така да се помине. Не. Гревот е оној кој што не одделе од Бога и ако гревот е нешто ситно, тоа што треба да се подсетиме секојаш на првиот грев, нашите прародители Адам и Ева, па да се запрашаме тогаш дали гревот е ситна работа. Значи, не може некој кој е беден по дух да не тагува или обратно, че тоа е се поврзано. Оваа тага е одлика, сушност, на бедниот по дух. Или овој плач. Откако си признал и познал дека си беден и нема што да му понудиш на Бога, сега се појавува една силна емоција. Значи, тоа е тој плач, таа тага, значи емоционален израз на бедотијата во душата што ја имаш. Контекстот на оваа проповед е всушност, ако гледаме од претходно, уште во самите први глави од Матеј имаме Јован Крстител кој што настапува со една едноставна порака: покајте се, затоа што се приближи Божјото царство. Потоа и самиот Исус во Матеј 4:17 вели, стихот вели: од тогаш Исус почна да проповеда и да говори: покајте се, зашто царството небесно се приближи. Значи, и ова, првото блаженство, па и второто, па и понатаму ќе видиме, е кажано во контекст на вистинското покаяние, значи обраќање кон Бога. 6 стих, минатиот пат го спомнавме од Матеј 5 глава: блажени се кои што гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. И сега блаженството, второто, кое што го разгледуваме вечерва, е некако измеѓу овие и е сместено, значи, измеѓу, што сугерира дека покајникот тагува заради своите греови и се свртува од себе кон Бога, значи ја гледа својата ништожност и ќе се свртува кон Бога, едноставно му е потребна Божјата праведност.
сваќа дека тој е беден. Тоа значи свртување или обратување кое што овде го гледаме. И често пати е пропратено навистина со длабока тага заради тоа што сваќате што сте направиле всушност со гревот, колку сте му сгрешиле пред се прво на Бога, колку едноставно не сте можеле да го достигнете оној идеал. Самиот Павле сметал дека е безпрекорен во однос на законот. Совршен. Меѓутоа, дури потоа сваќа дека всушност сето тоа е трици. Оно што го верувал. И гревот му станал прекумерно грешен. И ќе се навратиме подоцна малку и на него во таа 7 глава од Римјаните. Значи, не станува овде збор за некаква тага заради некоја земска загуба. Знаете, имате различни ситуации. Не верувам дека некој од нас не е просолзил некогаш во животот за било каква загуба или ситуација. Но овде не се однесува на тоа нешто. Знаете, од неодамна зборувавме за депресијата како состојба, така да било каква тага може да ве бутне во депресија, да заврши со депресија. Осеќавате го, проучувавме 77-миот псалм, една сабота навечер, скоро, каде што псалмистот Асав вели дека неговата душа не сака, не можела да се утеши. Значи има разлика. Во ова блаженство гледаме дека оние кои што тагуваат ќе добијат утеха, ќе се утешат. Но човек може да се најде навистина заради било каква тага во животот, во тешка ситуација, каде навистина не може да најде утеха. Како што вели, во денот на неволја го барам Господа, ноќе мојата рака се испружува неуморно, мојата душа не сака да се утеши. Си спомнувам за Бога и воздивнувам, кога размислувам, ми го снемува здивот. Ги држиш моите клепки, потресен сум, не можам да зборувам. Значи, видовме и тога што е на депресивна состојба, но овде Исус не мисли на вакво нешто и ваква тага, ваков плач. Контекстот, самиот контекст, па и видовме погоре, значи дека кажува дека Исус зборува за оние кои што претендираат всушност да бидат дел од Божјето царство. Тоа пред се однесува таа проповед на неговите ученици, меѓутоа и на целото насобрано мноштво. Божјето царство кое што очигледно има духовна природа, значи секако како и првото блаженство, така и ова. Станува збор за нешто што има, што е кажано во духовен смисол. Значи Исус зборува овде за тага, за понизен плач поради нашата грешност, кој што плач води кон покаяние и свесно стремење, можеме да кажеме, кон праведност, кон Божјата праведност. Значи, тага која што произлегува од неможноста да се одговори на барањата на законот. Еве, денес Јани ја спомна првата и најважна заповед, која што беше љуби го Бога. Ај кажете ми како ние како луѓе, како грешници можеме да ја држиме еве таа прва заповед. Дали можеме ние да го љубиме Бога со сето свое срце, со сите своји мисли, со сиот свој разум? Ништо да не е насочено на нешто друго, на некој друг објект или било што во нашиот живот. Со сето срце да го љубиме Бога. Невозможно е, едноставно е невозможно, недостижно. И тоа е таа состојба, тоа е тој плач. Знаете, овде не станува збор за размислување од типот, па добро, сега, ете, сум сгрешил, Господ е милостив, ќе прости. Како што често пати пристапуваме и на светата причест, може би.
Или може си велите, па добро, сепак во мојот живот повеќе правам добри дела, добрите дела ќе ги навасаат, да кажеме, лошите, па. Мола? Да. Не е ни тоа. Или како фарисеот се споредуваш со друг, си велиш, упа, ја не сум лош, види го овој. Свестили сме дека пред Бога на тој суд и пред тој морален закон ќе излеземе сами. Што ќе се повикуваме тогаш? Кога пред нас ќе биде законот, ќе се соочиме со него. И битно ли е тогаш дали сме подобри од некој или полоши? Или всушност пред тој закон сме сите исти? Сите сме грешници. И никој од нас не може совршено да го држи законот без Божја помош. И тоа е тоа сваќање кое што треба да не доведе во таа состојба, во таа привилегирана позиција, да ја примеме Божјата благодат на бедност, која што пак исто може да го произведе овој плач, оваа тага. И сега да разгледаме неколку стиха за да разбереме оваа состојба. Значи, Лука 6.25 да речеме, вели, горко вам кои сте сити сега, зашто ќе гладувате, горко вам кои се смеете сега, зашто ќе жалите и ќе плачете. Значи, жал или плач наспроти смеа. Исто и Јаков имаме нешто слични стихови. Во Јаков 4 глава 9 и 10 стих. Бидете нажалени, тагувајте и заплачете. Вашата смеа нека се претвори во тага, а радоста во жалост. Бидете понизни пред Господа и тој ќе ве возвиши. Значи пак нешто слично. Жал наспроти смеа. Сега да видиме Павле што ни вели во второ послание до Коринќаните, 10 глава од 8 до 10. Второ послание до Коринќаните 10 од 8 до 10. Зашто ако ве и нажалив со ова писмо, не се кајам, па ако сум се и покајал, навистина гледам дека посланието ве натажи, ако и за малку, сега се радувам, не заради тоа што се нажаливте, но дека се нажаливте за покаяние. Второ послание до Коринќаните, 10 глава од 8 до 10. Волам? А да не сум мутнал јас нешто? Или тоа се тие стихови? Да не е прво Коринќаните, па да се одгрешил. Не. Зошто ако ве и нажалив со ова писмо, не се кајам. Седма глава од второ Коринќаните. 8? А, да, значи добро. Главата ми е погрешна. Значи, 7 глава, 2 Коринќаните, 8 до 10. Зашто ако ве и нажалив со ова писмо, не се кајам, па ако сум се и покајал, навистина гледам дека посланието ве натажи, ако и за малку сега се радувам, не заради тоа што се нажаливте, но дека се нажаливте за покаяние, зашто се нажаливте по Бога, така, за да не бидете оштетени од нас во што и да е. Зашто жалоста по Бога донесува покаяние за спасение, за кое не се каја, жалоста на светов донесува смрт. Значи, Павле овде
прави јасна дистинкција меѓу жалоста по Бога, која што е многу поразлична од жалоста на светот. И таа води до покаяние. Еве зошто, значи, на самиот почеток од својата проповед Исус зборува повторно за покаянието. Тоа е првиот чекор да бидете примени од Бога. Не може Бог да ве прими со непокаяни срца. Со неоставен грев, а тоа значи покаянието, значи да се остави гревот и да жалите заради. Ете, тоа е тој жал. Значи, жалоста по Бога е поразлична од жалоста на светот. И таа води во покаяние, што ни вели овде Павле. Значи, да повториме, Исус зборува за тага, за понизен плач поради нашата грешност, кој води кон покаяние и кон свесно стремење кон праведност. Од кон, значи тоа е тоа обратување. Да видиме неколку библиски примери, секако не можеме да го одминеме 51-иот псалм, покајнички, псалм Давидов. Тие први 4 стиха од 51-иот псалм, кои што се впечатливи и пример на тоа вистинско покаяние и тој беден дух и плач. Кога пророкот Натан дојде при него, откако Давид беше при Вицавеа, знаете, тоа е контекстот, смили ми се Боже според Твоето милосрдие. Еве го Давид, не се повикува на ништо свое. Се повикува на Божјата милост. Смили ми се Боже според Твоето милосрдие, според големите помилувања и избриши го моето беззаконие. Заради Твојата милост, заради тоа што си милостив, избриши го моето беззаконие. Изми ме целиот, сега заблежувате тука, прво лице, еднина. Тоа е вистинското покаяние. Изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот грев, мој грев, не читуки. Зошто го признавам своето беззаконие, мојот грев е секојаш пред мене. И 4 стих исто така значен. Тебе, само тебе ти сгрешив и направив што е зло пред тебе. Ке бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Господе, ти си праведен, јас сум сгрешил, тоа е тоа. Што заслужувам тоа? Меѓутоа, кога вака се каеме, ние го добиваме токму на незаслуженото. Значи, длабоко признавање на гревот и на вината, тоа е тоа што го гледаме од Давид овде. Повикувајќи се на Божјата милост, затоа што ја чувствува таа бедност во душата, сваќа дека не може ништо да му понуди на Господа, знае дека е виновен и ништо понатаму. Еве Римјаните 7 глава, да отвориме 18 стих, познати стихови, каде Павле ја опишува таа своја длабока внатрешна болка и борба. Тоа е негово лично искуство. Вели, имено јас знам, значи 18 стих, имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, 19 стих, туку го правам злото што не го сакам. 20. Ако го правам оно што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот кој живее во мене. Чеве таа длабока внатрешна борба што ја води Павле со самиот себе и потоа извикува беден човек сум јас. Кој ќе ме спаси од ова смртно тело? Свесен, истиот тој Павле кој што претходно сметал дека е безпрекорен, дека ништо не му фали. Не. Сега вистински погледнал и на законот, и на Божјата светост, а вистински погледал и на својата грешност и ништожност. И сваќа дека не може сам. И тоа го кине неговото срце. Еве го тој плач, значи. Знаете, не е доволно да имаме само интелектуално познавање на гревот. Значи, што е тоа? Грев и така натаму и така натаму. Туку целосно, длабоко испитување ни е потребно. Не е доволно ако
напаѓаме некоја група на луѓе, некој неморал во општеството и така натаму, и со тоа можеби мислиме дека сме завршиле работа. А што е со нас? Што има разлика од тоа ако некој има некоја хомосексуална ориентираност, кој знае колку е свесен он за тоа дека тоа е греф, и ако вие сте лажго или не знам, крадец или било што, има ли разлика? Кај ќе заврши он, таму ќе завршиш и ти. И често пати знаеме да се воздигаме на тој начин со тоа што, нели, не знам, промовираме некаков си морал, но не се гледаме самите себе. Дали ние длабоко во душата го согледуваме нашиот греф, таа бедност, дали ја гледаме. Она исто што е важно овде, што се забележува, е што вели стихот: блажени се оние кои тагуваат. Ова е сегашно време. Ова алудира на постојаност, на животен стил. Тоа треба да, секако оној кој што е беден по дух, тоа ќе му биде животен стил. Тој не може туку така да гледа на гревот, не. Секојаш ќе биде згрозен од него, секојаш ќе чувствува онаа длабока болка за тоа што му сгрешил прво на Бога, а потоа и на ближниот во многу ситуации. Значи, не е ова од типот одам кај Христа, плачам затоа што сум сторил нешто и потоа пак се враќам на гревот. Како некој вид на диета, знаете. 7 дена на диета, потоа пак уште 5 кила ќе качите. Не. Или не е тоа некој ваше милениче, некој куче ќе ви избега и меѓутоа ви е жал за тоа што ви избегало, па се ќе направите да го вратите назад. И на крајот леси се враќа дома, нели? Така речено. И пак исто. Не. Значи, блажени се оние кои што тагуваат, тоа е постојаност, тоа е животен стил. Не тоа некогаш сум се покајал, ама тоа било некогаш. Не. Дали го мразиме греот во суштина, дали греот за нас станал прекумерно грешен, како што вели Павле во 7 глава од Римјаните. Само така би можел да се види оној плач за кој што зборува Исус во нашиот живот. Ако го мразиме греот, ако ни стане прекумерно грешен. И стихот потоа ни ја дава и утехата, односно стихот вели дека оние кои што тагуваат ќе се утешат. И интересно е што сето ова е работа на Светиот Дух. И ако се сетите таму во Дело апостолски, има еден стих кој што вели дека кротките, односно оние што се, имаше друг збор, не понизните, не кротките, покорните, мислам дека беше, се оние кои што го примаат Духот Свети. Прво, Јован 16.8, значи Јован 16.8 вели, се кавате на оној стих, мислам дека скоро го читавме, дали во средата беше, ако ќе дојде тој, ќе го увери светот за грев и за правда и за суд. Кој е тој? Претходниот стих, во 7 стих од Јован 16 глава, вели, Исус им вели, подобро е јас да заминам, да отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас. Ако пак заминам, ќе ви го испратам. Значи, утешителот, Светиот Дух е оној кој што прво не уверува за грев, за правда и за суд. Тој не осведочува. Осведочувањето од Светиот Дух. Според 2 Тимотија во 2 глава, не мора да отвараме, Бог е тој кој што го дава покајанието. Самото покаяние Бог го дава. И на крајот, Светиот Дух затоа е наречен утешител,
ни ја дава и утехата. Видите, се е од Бога. И не осведочува, и ни дава покаяние, и на крајот и не утешува. Затоа и наречен утешител. Блажени се оние кои што тагуваат беше во сегашно време, меѓутоа зашто тие ќе бидат утешени. Какво време сега имаме овде во вториот дел стигот? Идно. Ке бидат утешени. Утехата е во идно време. Утеха, најголемата утеха е затоа што ти се простени сите гревови. Па не знам дали има нешто поголемо од тоа. Поголема утеха, поголем благослов. И тоа ти се избришани како никогаш да не си сгрешил. Да се подсетиме, не можеме да не го спомнам овој цитат од Копнеш на вековите 25-та страна, кој што самиот по себе проповед, самиот по себе едноставно ја кажува ова величествена вистина во целост. Вели, со Христа се постапувало онака како што заслуживме ние, за со нас да се постапува онака како што заслужува тој. Тој бил осуден поради нашите гревови, во кои немал удел, за ние да можеме да бидеме оправдани со неговата праведност во која немаме удел. Претрпел смрт што била наша, а ние да примеме живот што бил негов. Со неговите рани ние си исцеливме. Неверојатна вистина, неверојатна утеха. Што Господ направил за нас? И тоа е она што треба да не привлече кон Него. Тоа е она што треба да не постави во онаа привилегирана позиција да ја примеме Божјата благодат, да бидеме блажени, да се чувствуваме бедни по дух. И на тој начин, тогаш, кога ни се простени гревовите, кога се отстранети од нас, кога сме чисти, имаме смелост да му пристапиме кон престолот на милост. Заради Христа, заради Христовите заслуги, заради ништо наше. Каков благослов е ова? Значи, не знам дали има нешто поголемо како благослов. И не дочитавме, но Павле, што вели во 7 глава Римјаните, че откако рекол, беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело? Веднаш потоа во 24 стих, 25 му благодарам на Бога преку Исуса Христа, нашиот Господ. Тука е решението. 8 глава, 1 стих Римјаните. И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Од една состојба на грешност, на бедност, Господ ве чисти, Господ го трга гревот од вас и вие сте сега во ситуација да сте чисти и пред закон, че нема никаква осуда. Како што вели во 103 псалм, 12 стих, колку е исток далеко од запад, толку ги оддалечува од нас нашите беззаконија. И не само прошката за гревот, туку и радоста на спасението. Е тука вклучено. Да се вратиме на 51 псалм, на покајничкиот псалм. Да читаме од 7 до 12 стих, да се подсетиме уште еднаш. Вели, Давид, пороси ме со босилек, или, како беше? Исоп. За да се очистам, изми ме и ки бидам побел од снегот. Дај ми да чујам радост и веселба, за да се зарадуваат скршените коски. Скршени, затоа што претходно вели, доека го крие в гревот, тоа е 32 псалм. Да. 9 стих, заврти го лицето од моите гревови, избриши го секое мое беззаконие. Боже, созда ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Не ме отфрли од Твоето лице и не одземај го својот свети дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение
и подкрепиме со слободен дух. Оној кој што плаче, оној кој што тагува заради својата грешна природа, својата грешност, ќе се утеши. И поголема утеха нема од тоа. Не знам што да сте направиле во животот. Ако се покаете, ако дојдете кај Господ, ако оставите гревот, како никош да не сте го сториле. И Господ во вас тогаш не ве гледа вас, не ја гледа вашата вина, туку гледа Христа. Затоа што неговите заслуги се представуваат пред Бога. Тоа е оправдувањето со вера, всушност, кое што исто така, кога гледаме во контекст на овие први две блаженства, гледате колку е важно, затоа што од тука тргнува се. Ако тука погрешите, ако ова не го сватите, натаму се ќе биде криво. Никакво блаженство, никаков благослов не можете да добиете во животот кога ова не го сватите. Таа бедност на духот, таа ништожност, и кога тоа би го сватили, тоа никош не би се нашле во Лаодикејската состојба, која што е одлика на последната црква. Но она само праведност која што толку многу ја има насекаде. Некој друг секојаш е крив, не вие. Некој друг е полош, од вас се споредувате како фарисејот. Јас давам десеток, јас во црква одам секоја сабота, јас постам по 2 пати во седмицата и така натаму и така натаму. Но Господ не гледа така. На крајот, уште еднаш, блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Сте плачеле ли скоро за некои ваши гревови и грешки? Или одамна беше тоа, не памтиме. Некако, како поминува времето, не гледаме на гревот така како што треба да гледаме. Како што вели Елен Вајт, гревот е скап бизнис. Со гревот нема играње. Така да, нека Господ ни даде понизен дух, нека Господ ни даде самокритичност, да почесто застануваме пред моралното огледало, да кажеме така, пред законот, и да длабоко се испитуваме, да дозволиме Духот Свети да не испита до крај. Да видиме дали можеби во некоја ситуација, каде што можеби се гледаме ние како прави, да всушност не е така. И не е ништо страшно да се најдеме во ситуација да и плачеме, паднеме и плачеме заради некои своји гревови и грешки. Господ е тука да не утеши, како што гледаме. Блажени се оние кои што тагуваат, затоа што ќе бидат утешени. Господ бара, Господ сака такво нешто. Значи, Господ сака да сватиме, да ја сватиме длабочината на гревот, грозотијата негова. Како што вели Елен Вајт, за да тоа го сватиме, почесто треба да паѓаме пред Голготскиот крст. Таму каде што преку Христовата жртва ќе видиме и колку скапо е платено за нашите животи, но и колку е опасен греот. Нека Господ ни помогне во тоа, затоа што ако тоа го сватиме, тогаш верувам дека многу помалку ќе грешиме или всушност и нема да грешиме. Ние тоа не го можеме сами, кој знае колку пати го повторуваме од тука, меѓутоа ние мораме да сме во една таква состојба, да негуваме такви мисли. Никакви мисли на гордост, на самоправедност. Тогаш Господ ќе ни помогне да се согледаме вистински и да излеземе пред Него и да се покаеме
И најмала ситница, знаете, ќе ви се изостри на тој начин на совест. Значи имате два правци, може да отидете во позитивниот правец, да ја изострите својата совест, не велам да станете преосетливи, така да кажам, и тоа дури тука може да човек од типот сега на секоја ситница, ситница, баш ситница, која што не е важна, меѓутоа вам ви изгледа, не знам, кој знае колкава. Не. Значи, или ќе ја изострите совеста, или пак ќе ја затапите. Трето нема. Така да нека Господ ни помогне во тој правец, да бидеме блажени, Господ тоа го сака, да бидеме срекни, и навистина, колку и чудно да звучи, меѓутоа тоа е така. Срекни се оние кои што тагуваат заради гревот, затоа што ќе бидат утешени. Слава нека му е на Бога. Амин.